на заменик министерке. Повторно, истото ќе ви го кажам. Зарем требаше да се случи трагедија? Зарем требаше пациентот Благојче Илиевски од Битола, кој председателот на државата го користеше за еден ефтин пиар да се слика со него и да му ветува дека ќе му обезбеди лекот Трикафта, премиерот исто така да се слика и да му ветува, и за жал човекот не дочека да се исполнат овие ветувања, бидејќи овие луѓе лажат. Се покажало многу пати досега, се покажа и сега. Но цената која Благојче ја плати е преголема и превисока, плати со својот живот. Овдека се вршеше пазар, 3 реконструкција на влада, на крајна памет не му паѓаше некој, иако навреме поднесени барањата за да се потпишат за одобрување на средства за одобрување на лекот. Најважно беше овдека да се испазарат кој која фотелја ќе ја фати, а не беа важни пациентите. Пари немало, велевте, се работело за скапи лекови. Тоа што го направивте, ги направивте колатерална штета пациентите со таа пазар 3 реконструкција, кога и Министерството за правда беше оставено без министер и пропадна таа обврзница спроведувањето, 18 милиони евра повеќе ќе ги чини граѓаните на Република Македонија. Ете ги парите со кои ќе се обезбедеше дел за неколку години овој лек Трикафта. Она што се откажа реализацијата на проектот за клиничкиот центар, за кој сега пенали треба да плати државата повеќе од 8,5 милиони евра, ете ги заедно околу 30 милиони евра, пари кои ќе можеа за 3 години да се искористат за сите пациенти 130-140 на број да го добијат навремено лекот и да го живеат животот нормално. А за Центарот за цистична фиброза, почитувана заменик министерке, појма немате. Се лекуваат во 2 соби на пулмологија, пациентите се буквално во ист ходник со останатите пациенти на таа клиника со најразлични други болести. Овие лица не треба да имаат контакт со други болни лица, па меѓу себе самите пациенти, и дека хигиената треба да биде на највисоко можно ниво заради инфекции. И уште нешто, со години сами ви бараат да изградат објект, центар, само треба да му дадете дозвола за градба и локација. Појма немате од ова што ви бараат и кои се барањата на Асоциацијата за центар за церебрална цистична фиброза. Благодарам.